Ако краставиците секоја година ви растат криви, горчливи, пожолтуваат уште среде лето и од цела леа собирате само неколку парчиња за салата, немојте веднаш да ги обвинувате семињата. Многу често проблемот е под земја. Краставицата од озгора може да изгледа како да има се што и треба. Сонце има, вода добива, вие сте ја посадиле како што треба, но ако коренот седи во студена, набиена или сува земја, растението не може да работи како што треба. Тогаш растот запира, листовите бледнеат, заврзоците паѓаат, а плодовите излегуваат криви, ситни и понекогаш горчливи. Ова особено се случува кај нас во Северна Македонија. Пролетта знае да измами. Денот е топол, сонцето пече, човек мисли дека летото веќе дошло, а земјата на длабочина се уште е ладна. Во Скопско, Кумановско, Пелагонија или по високите места тоа многу добро се чувствува. А подоцна, кога ќе дојдат јули и август, проблемот се менува. Земјата брзо се суши, коренот се прегрева, а краставицата повторно влегува во стрес. Јас долго време имав токму таков проблем. Садев добри семиња, полевав редовно, ставав прихрана, ја ронев земјата, но резултатот не беше како што сакав. Ластарите растеа бавно, листовите пожолтуваа, заврзоците се сушеа, а краставиците беа нерамни и горчливи. Потоа пробав еден многу едноставен начин. На дното на лејата ставив свежа зелена трева. Не од дозгора како мауч, туку долу, под слој земја, таме што подоцна ќе се развива коренот. Разликата ја видов уште првата сезона. Таа година направив 2 леи за споредба. Едната ја подготвив обично, само земја, полевање и стандардна грижа. Другата ја направив со зелена подлога од трева на дното. Сортата беше иста, времето на садење исто, водата и грижата исти. Затоа споредбата беше многу јасна. На почетокот немаше голема разлика, но по 2 до 3 недели, лејата со зелената подлога почна да оди напред. Листовите беа покрупни и потемно зелени, растенијата пуштаа посилни ластари, а заврзоците се појавуваа речиси на секој јазол. На обичната леја, краставиците исто растеа, но послабо. Листовите беа посветли, заврзоци имаше помалку, а дел од малите краставички пожолтуваа и паѓаа. Плодови имаше, но малку. До средината на летото, разликата беше очигледна. Од обичната леја берев по неколку краставици, а од лејата со зелена подлога собирав вистински род. Плодовите беа порамни, поцврсти и без онаа силна горчина. Тогаш сфатив дека не се работи за некое чудо. Не е тајна метода и не е магија. Едноставно, на втората леја, коренот имаше подобри услови. Имаше малку повеќе топлина во почетокот, повеќе влага во лето и полесно достапна храна. А за краставицата, тоа значи многу. Краставицата е топлолюбиво растение. Таа не сака студена земја, големи температурни разлики и полевање со ледена вода. Дури и кога воздухот е топол, почвата на пролет може да остане студена. За коренот тоа е стрес. А кога краставицата е под стрес, од студ, суша, жештина или слаба исхрана, плодовите често стануваат горчли. За таа горчина се одговорни природни материи што растението ги создава кога се брани од неповолни услови. Затоа, ако краставиците ви горчат, тоа не значи секогаш дека сортата е лоша. Често значи дека растението не се чувствувало добро. Зелената подлога од трева помага да се ублажат тие услови. Кога свежата органска маса полека се разградува во земјата, таа ја прави почвата порохка, задржува влага и постепено се претвора во храна. Во почетокот, може малку да ја стопли зоната околу коренот, но не треба да се замислува како жешка печка под лејата. Поентата не е да ја прегрееме земјата, туку да направиме жива, влажна и мека подлога,
во која краставицата полесно ќе расте. За ваква подлога најдобра е млада зелена маса. Може да користите коприва, глуварче, детелина, свежо косена трева од двор, млади плевели без семе, листови од цвекло, морков или лопух. Важно е тревата да биде сочна и зелена, а не стара и сува. Сламата исто е корисна, но јас повеќе ја користам одозгора како малч. За долу, под земја, подобра е свежа зелена маса што побрзо ќе почне да се разградува. Копривата е одлична затоа што брзо се распаѓа и дава многу зелена маса. На краставицата тоа ја одговара во почетокот, кога треба да направи силни листови и здрави ластари. Колку е подобар стартот, толку полесно растенијето подоцна ја издржува жештината, сушата и товарот од плодови. Глуварчето исто може да биде корисно. Неговиот корен оди длабоко и извлекува хранливи материи од почвата. Кога зелената маса ќе се разгради во лејата, дел од тие материи повторно се враќаат во земјата во подостапна форма. Детелината е добра органска маса, но не треба да мислиме дека откако ќе ја ставиме во лејата, таа и понатаму ќе врзува азот од воздухот. Тоа го прави само живото растение преку коренот. Исечена и закопана, детелината едноставно се разградува и ја храни почвата како зелено ѓубриво. Може да се користи и друга млада зелена маса што ја имате при рака. Само внимавајте на едно многу важно правило. Не ставајте трева со зрело семе. Ако во лејата ставите плевел што веќе има семе, сами ќе си посеете плевели меѓу краставиците. Подоцна, кога растенијата ќе се разгранат, чистењето ќе биде многу потешко. Не ставајте ни живи корени од пиреј, повитица или други живави плевели. Тие можат повторно да пуштат корен и наместо помош ќе си направите нов проблем. Сега да поминеме на самиот начин. За краставици, изберете топло и сончево место, но по можност заштитено од силен ветер. Кај нас ова е важно, затоа што во некои краеви денот може да биде многу топол, а ветерот брзо ја суши почвата. Добро е ако од северна страна има ограда, ѕид, грмушки или повисока култура, што малку ќе ја штити лејата. Не садете краставици таму, каде што претходната година имало тиквички, тикви, дињи или лубеници. Тоа се сродни култури и можат да имаат слични болести. Подобро е ако пред краставиците на тоа место растеле кромит, лук, зелка, граф, грашок, домати или некоја зелјаста култура. Потоа ископајте плиток ров или посебни дупки. Длабочината нека биде приближно една бајонет лопата, околу 25 до 30 сантиметри. Земјата оставете ја настрана. Ке ви треба за покривање. Тревата пред ставање е добро малку да се иситни. Не мора да биде ситна како брашно, но долгите стебла исечкајте ги со лопата, ножици или секатор. Колку е поситна зелената маса, толку полесно ќе се разградува. На дното ставете слој зелена маса. Околу 15 сантиметри е сосема доволно. Не ја набивајте премногу. Ако тревата стане густ, мокар и задушен слој без воздух, може да почне да скапува на лош начин. Нам ни треба влажна и растресита подлога. Не каливо мочуриште под коренот. Потоа, прелејте ја тревата со топла вода. Не со ледена вода од бунар или чешма. Најдобро е водата да стои во буре или кофа на сонце и да се стопли. Студената вода го лади коренот и го успорува животот во почвата. Кога водата ќе се впие, покрите ја тревата со земја. Одозгора треба да има нормален слој почва, за коренот на расадот да не лежи директно врз свежата органска маса. Ако имате зрел компост или добро прегорено арско ѓубриво, може да додадете малку во горниот слој. Но свежо арско ѓубриво под краставиците јас не би ставал. Прегорено ѓубриво и зрел компост се едно, а свежо ѓубриво е сосема друго. Свежото може да биде премногу силно, да ги оштети младите корени и да донесе семиња од плевели. Затоа е побезбедно да се користи компост, прегорено ѓубриво
или зелена органска подлога. По подготовката, оставете алејата ден или два да се слегне и малку да се загрее. Потоа, може да садите расад или да сеете семе. Во потоплите краеви, како Струмица, Гевгелија, Валандово или Тиквешијата, краставиците може да тргнат порано, но сепак внимавајте на ноќните температури. Во повисоките и посвежи места, подобро е да не се брза. Краставицата не сака ладна почва. Подобро е да почекате неколку дена повеќе, отколку семето да лежи во студена земја и да скапува. Ако садите расад, правете го тоа внимателно. Краставицата не сака да и се чепка коренот. Извадете го растението заедно со земјената грудка, ставете го во дупката и пополнете со земја од страните. Не го закопувајте премногу длабоко, ако расадот е нормален и не е издолжен. Ако сеете семе, сејте го во веќе затоплена и влажна земја. Во ладна почва, семето никнува бавно, нерамномерно и често ослабено. Во топла почва, краставицата тргнува многу посигурно. Посадењето многу помага ако површината се покрие со малч. Малч е органски слој врз почвата. За краставици може да користите сено, слама, подсушена косена трева или прегорени листови. Слој од околу 5 см е доволен. Само не го туркајте малчот директно до стеблото. Околу основата на растението треба да има малку воздух за да не се создава влага и гниење. Малчот кај нас е особено важен. Во лето, сонцето брзо ја пече земјата. Без покривка, почвата се стврднува, влагата испарува, а коренот страда. Малчот ја чува влагата, го намалува прегревањето, го спречува растот на плевели и не дозволува земјата да фати тврда кора. Полевањето кај краставиците е посебна приказна. Краставицата има многу вода во себе и не смее долго да остане сува. Ако еднаш сериозно се исуши, може да го запре растот, да ги исфрли заврзоците и подоцна плодовите да станат горчливи. Но тоа не значи дека лејата треба секој ден да ја претвораме во кал. Подобро е да се полева поретко, но подлабоко. Во голема жештина, особено во јули и август, на краставиците им треба редовна вода. Но точниот ритам зависи од земјата. На песоклива почва, водата брзо оди надолу. На тешка глинеста почва се задржува подолго. Затоа не гледајте само календар. Проверете ја земјата со рака. Треба да биде влажна, но не натопена како мочуриште. Најдобро е да се полева наутро или навечер со вода стоплена на сонце. Не полевајте со ледена вода во најжешкиот дел од денот. Тоа е шок за растението. Кога краставиците активно растат, им треба азот. Дело тоа ќе го добијат од зелената подлога што се разградува. Но кога ќе почнат масовно да цветаат и да раѓаат, им треба повеќе калиум и фосфор. Од тоа зависи колку добро ќе се полнат плодовите и дали заврзоците ќе останат на растението. Еден едноставен извор на калиум е дрвената пепел. Но со пепелта треба умерено. Таа не само што дава минерали, туку ја намалува киселоста на почвата. Ако почвата и онака е алкална, а такви почви има во повеќе делови од Македонија, премногу пепел може да направи штета. Затоа користете ја внимателно и само ако е од чисто дрво. Не од пластика, фарбани даски, иверка, гума или отпад. Може да направите едноставен раствор од пепел. Една чаша просејана пепел ставете во кофа вода, промешајте, оставете малку да одстои и полевајте по влажна земја. Не треба постојано да се полева со таков раствор. Во периодот на плодоносење, доволно е повремено ако растенијата на вистина имаат потреба. Ако плодовите почнат да растат криви, не брзајте веднаш да фрлате се што имате под рака. Причините можат да бидат различни. Нередовно полевање, студени ноќи, слабо опрашување, преголем товар на растението, оштетен корен или недостиг на храна. Прво погледнете ги условите, па потоа реагирајте.
Сега малку за оформувањето на растението. Порано често се советуваше главното стебло рано да се прикрати, за да пушти странични ластари. Кај некои стари сорти, тоа навистина може да помогне. Особено кај оние што најмногу раѓаат на страничните ластари. Но кај современите хибриди, ова правило не важи секогаш. Многу партенокарпни краставици, особено оние за пластеник, подобро се водат вертикално, на еден главен стеблен дел, со отстранување на долните слаби изданоци и стари листови по потреба. Затоа, нема едно правило за сите. Најбезбедно е да го погледнете описот на сортата или хибридот. Ако е пчелоопрашувачка стара сорта, прикратувањето може да биде корисно. Ако е современ партенокарпен хибрид за пластеник, најчесто се води поинаку. Ако краставиците ви растат на отворено и слободно се шират по земја, не мора премногу да комплицирате. Важно е да не се прегусто насадени, листовите да имаат воздух и плодовите да не лежат постојано во влажна земја. Со опрашувањето исто има разлика. Партенокарпните хибриди можат да формираат плод без опрашување. Кие често се садат во пластеници. Пчелоопрашувачките сорти пак имаат потреба од инсекти. Ако нема доволно пчели и други опрашувачи, заврзоците можат да пожолтат и да паднат. За да привлечете опрашувачи, во близина посадете копар, босилек, невен, календула или други цветни растенија. Тоа не е волшебна заштита од сите проблеми, но е корисно за градината. Има повеќе живот, повеќе инсекти и подобро опрашување. Да кажеме и нешто за болестите. Еден чест проблем кај краставиците е пепелницата. На листовите се појавува белузлав налеп, потоа листовите жолтеат и се сушат. Кај нас ова често се случува кога има топли денови, посвежи ноќи, влага и слабо проветрување, особено во густи насади или пластеници. За превенција, не ги садете краставиците прегусто. Не поливајте по лист навечер со студена вода. Отстранувајте стари и болни листови. Одржувајте алејата чиста и растенијата во добра состојба. Силно растение во жива почва многу подобро се држи од растение што е постојано под стрес. Од домашни средства, некои користат раствор од сода со малку сапун или разредена сурутка. Тоа понекогаш може да помогне како блага превенција, но не е гаранција. Ако болеста веќе силно се проширила, само со народни средства тешко се запира. Затоа најдобро е да се работи однапред. Топла почва, умерена влага, проветрување, чиста леа и редовно берење. Берењето исто влијае на родот. Краставиците треба да се берат често. Најдобро секој ден или барем преку ден, особено во жешко време. Ако оставите прераснати плодови на растението, тоа добива сигнал дека семето зрее и може да го намали создавањето нови заврзоци. Краставиците берете ги внимателно, со ножици или нож со мало држче. Не ги тегнете ластарите со рака. Коренот на краставицата е плиток и лесно се вознемирува. Сега еден важен дел. Како да се продолжи родот кон крајот на сезоната. Краставицата може долго да раѓа ако има топлина, влага и храна. Но кон крајот на август и во септември ноќите стануваат посвежи. Дење може да биде топло, сонцето уште да грее, заврзоци да има, но ке температурата паѓа и растението повторно влегува во стрес. По такви ноќи листовите побрзо жолтеат, новите заврзоци послабо се развиваат, а растението како да застанува. Затоа кон крајот на сезоната не гледајте само какво е времето преку ден. Следете ги и ноќите. Ако се најавува студена ноќ, покрите алејата со агрил или друг лесен покривен материјал. Не мора да чекате мраз. Краставиците страдаат и од силно заладување, особено ако земјата е влажна и студена. Покривката помага околу растенијата да се задржи помек микроклимат, но наутро отворете ја или тргнете ја за листовите да се проветрат и да не се собира премногу влага под неа. Пред студена ноќ, проверете ја влажноста на земјата. Малку влажна земја
држи топлина подобро од сосема сува. Но не ја преплавувајте лејата. Премногу вода во студено време може да донесе гниење. Кон крајот на август или почетокот на септември може да направите лесно санитарно чистење. Отстранете стари пожолтени листови, болни листови и празни ластари на кои веќе нема заврзоци. Но не го соголувајте растението целосно. Зелените здрави листови му требаат за да се храни. Таквото чистење го подобрува проветрувањето, го намалува товарот на коренот и му помага на растението да насочи сила кон нови ластари и заврзоци. Ако времето остане топло, краставиците често даваат уште еден бран род. Главно е да не ја напуштите лејата пред време. Многумина ќе видат неколку жолти листови и веднаш мислат дека краставиците завршиле. Но ако коренот е здрав, почвата е жива, влага има доволно, а студените ноќи се покриваат, родот може да се продолжи уште некое време. Да повториме накратко. Изберете топло и сончево место. Ископајте дупка или ров. На дното ставете и ситнета млада зелена трева без семе и без живи корени од жилави плевели. Прелејте со топла вода. Покрите со земја. Посадете расад или посејте семе во затоплена почва. Одозгора ставете малч. Полевајте со топла вода, не дозволувајте суша, но не правете ни кал. Во време на плодоносење, хранете умерено, ако растението има потреба. Берете редовно. Тоа е целата суштина. Нема магија. Краставицата сака топлина, влага, воздух во почвата и достапна храна. Зелената подлога од трева и помага да го добие тоа на природен и едноставен начин. Не ја заменува целата грижа, не го заменува доброто семе и не ја отстранува потребата од полевање и заштита од болести. Но создава услови во кои краставицата многу полесно расте. Пробајте барем една ваква леја за споредба. Едната направете ја како и обично, а другата со зелена подлога. По листовите, заврзоците и првите плодови, многу брзо ќе видите дали оваа разлика се чувствува и во вашата градина.